Почитувани колеги пратеници, дојдени сме до шестата точка во најдолгиот и најголемиот дневен ред, кој што било кога сме го виделе во ова собрание. Имаме дневен ред во моментов од 125 точки. Ви гарантирам дека нема пратеник од мнозинството, од оние пратеници кои што се подпишани на 40, 50, 60 закони, кои што не само што не ги прочитале, не ги виделе, кои што може да ги наброи сите овие точки. А овие точки треба да поминат за да бидат политички падобран од политичкиот пад на Зоран Заев. Почитувани присутни, имаме ситуација во која што не зборуваме веќе како вчера за 200 закони кои што се предложени. Сега бројката може би доаѓа и до 250, одиме веројатно и неки 300 закони. Тоа значи една работа. Законите не се квалитетно подготвени. Тоа значи дека имаат многу грешки. Тоа значи дека нема размислување за политиките кои што се спроведуваат. Тоа значи дека нема анализа за политиките кои што се анулираат и укинуваат. Тоа значи дека нема анализа долгорочна, среднорочна, па дури и краткорочна за она што се предлага во ова собрание, за она што се усвојува во ова собрание, за она што се гласа на крајот на криштата во ова собрание. Имавме ситуација, почитувани присутни, само поради инаетот на неколку поединци, да имаме пленарна сала, пленарна седница вчера до 1 час од после полноќ. Не е проблем, ќе го издржиме до тоа. Ако треба не до 1 по полноќ, ќе седеме и многу повеќе, и до 2, и до 3, и до 4. Ќе укажуваме на работите затоа што се штетни за Македонија. Штетни се затоа што оваа влада во заминување сака само да донесе бенефит за своите луѓе, за носителите на своите Колега функции. Ѓорчев, само да ве подсетам за колегата наш бивши Имер Алиу говорил. Јас би ве замолил на темата да се задржиме. Повелите. За тоа зборувам мисовски. Зборувам за политичките дилови, кои што треба само да овозможат кадровско, функционерско, привилегирано алиментирање на оние кои што може би ќе му помогнат на Зоран Заев, или сакаат да му помогнат, или принудени се може би да му помогнат на Зоран Заев. А цената за сето тоа ќе ја плаќаат граѓаните на Република Македонија. И од тие причини, почитувани присутни, имаме ситуација во која што ова парламентарно мнозинство не само што носи закони за привилегии на поединци, туку ова парламентарно мнозинство на Зоран Заев носи закони за привилегии на десетици, десетици и десетици, дури веќе зборуваме и за стотици функционери. И внимавајте, од овие 125 закони кои што ги имаме предложено тука, оние на почетокот, најважните, кои што треба најбрзо да поминат, не се оние кои што ги зафаќаат граѓаните. Туку тоа се исклучиво кадровски елементирање. Претходната точка беше за именување на директори и заменици директори. Оваа точка е исто така за директори и заменици директори. Следната точка 8 е предлог на одлука за именување на член на Комисијата за агенции за пошти.
повторно кадровски прашања. Понатаму велите 9-та точка, во оваа точка со 100, во оваа седница со 125. 125 точки на дневен ред. 9-та точка, предлог на одлука за изменување на одлуката за изменување на претседател, подпредседател, членови и заменици членови на Националниот совет за евроинтеграција. Значи, апсолутно во 10-те најважни точки, во првите топ 10, 90% од законите ви се закони за именување на директори, заменици директори, членови на совети и така натаму и така натаму. Тоа е фокусот. Фокусот е да оваа мала држава со ограничен буџет дојде до јавен сектор од 150.000 луѓе. 150.000 луѓе. Кој ќе го издржи тоа? Имаме ли ние реален сектор за 150.000 луѓе? Само изминативе 2 години јавниот сектор е зголемен за 20.000 луѓе. Број не им се знае. Секој ден има огласи. Секој ден има огласи. Извршители, советници, директори, заменици директори, раководители и така натаму и така натаму. Зошто, почитувани колеги, не беше пред година дена, пред 10 месеци, гласавте за предлогот во секое јавно предпријатие да има и заменик директор, малце и директор. Па се доведовте до абсурдна ситуација. Да, вие принципиалните, во абсурдна ситуација да оние јавни предпријатија кои што имаат 9, 10, 11 вработени, да имаат заменик директор. Кој тоа може да го издржи? Зошто? Затоа што целата владеачка свита и гарнитура треба да се елементира со еден куп функции, желби, амбиции на сметка на народот. За кабинети, за репрезентација, за секретари, секретарки, помошници, автомобили, телефони и се останато. Внимавајте, донесовте измени на закон за јавните предпријатија. Вие пратениците од СДСМ, вие пратениците на Зоран Заев, со кој што предвидовте во секое јавно предпријатие кај што има директор да има и заменик директор. И направивте нова фаланга, нов контингент на нови стотици заменици директори. Па ваквите политики, почитувани присутни, Норвешка ќе ја банкротираат. Не Норвешка, Катар ќе го банкротира ова. А ние немаме ни нафта ни газ. Швајцарија ќе ја банкротира ова. И не можам да ја сватам неподносливата леснотија на гласање на вакви десетици и десетици закони. Не можам да ја сватам неподносливата леснотија сега пред малце на Комисијата за економија, каде што се враќаат економските канцеларии, предходно беа промотори, ги вративме, се направи хајка по медиумите по нив. И знаете ли каде завршија, почитувани присутни? Знам дека колко не ви трепнува, знам дека сакате да дискутирате меѓу себе, но ќе ви кажам, тие 33 врвни луѓе кои што ниеден не беше партиски регрутиран, ниту еден единствен што носе компании, фирми тука, што вработуваат илјадници луѓе, тие луѓе сега 90% ни се постранство. Е сега, откако го распустивте тоа, откако изминативе 2 години го помноживте тоа со нула, сега ни велите не економски промотори кои што ќе работат на едно биро во нашите амбасади, сега ќе отворате економски канцеларии. Тоа ви е она што се вели во СФР терминологија предузеќа. 93 милиони евра за само 3 канцеларии. Па таму ќе има секретарка, па кириите ќе се плаќаат како да се Елисејски полиња или како да е тоа центар на Манхетен. Исто како што направивте и за зголемувањето на даноците, па ретериравте. Очигледно вас се занимаат, интересираат само кадровски прашања,
затоа што тоа ви се првите 10 точки. Благодарам. Ништо за граѓаните, се за функционерите на СДСМ. Бидејќи црпена листа